Ибрахим Мехмети, аналитичар, и Мерсел Билјали, аналитичар и колумнист. Добро вечер и од мене. Малку поспани, долго беше ова со професорката и со поготово со професорката, но тоа е пресконференција во која што сака да каже тоа што таа мисли дека треба да го каже. Инаку од режијата, пред да го почнеме разговорот, од режијата ми рекоа дека треба да пуштиме реклами, па да одиме прво со рекламите и после да анализираме со гостите. Не можеме да продолжим. Да. Можеме да продолжиме, не реклами? Да. Добро. Коментар, господа? Немаше честитки на победникот? Ја мислам дека требаше да има честитки, особено што и ВМРО ДПМН, како и сите други партии, цело време зборува за европски вредности, за тоа дека Македонија припаѓа и дека се стреми кон европските вредности, а вечерва мислам дека победи една европска опција и за мене мислам дека уште е поважно тоа што победи мултиетничката опција, бидејќи имаше такви барем после првиот круг дека ете ја победивме мултиетничката опција, која беше разликата многу мала и мислам дека тоа премногу кусогледо сваќање на реалноста во Македонија, а ова случај вечера мислам дека е добро и за ВМРО во подлог рок, доколку навистина сакаат Македонија да биде една стабилна, цивилизирана, вистински демократска држава, дека ова е моделот кој што треба да се следи. Не може да биде некој председател само со гласовите на една заедница, било која да е таа, туку овој резултат да покажа дека сепак сите граѓани па видовме и според анкетите и според она што се случуваше, според резултатите, барем според тие средини кои што се мешани, дека има гласови кои што оде во односно во прилог на вечерашниот победник и мислам дека тоа е добро за Видина. Спасов, мене ми се чини дека нема потреба од толку триумфализам како што видовме вечер во СДСМ. Победија да, но ова сериозно треба да ги анализираат резултатите, поготово во урбаните, големите градови каде што ги изгубија. Но не ми беше тоа прашањето, туку прашањето ми е почна да вирее она едно општество за сите што е добро од овие избори. Дали можеме да го извлечеме како заклучок тоа? Па да, апсолутно. Мислам да не ги двоиме по етничка, Не, секако дека не треба да ги двоиме по етничка линија, особено не во моменти кога се гласаше за председател. Да, така натаму не гледам дека сметам дека не треба ни генерално тоа веќе се прави. Мислам дека може некој да зборува дека тоа биле гласови на ДУИ, гласови на овие, на оние контингенти од секаде, и тоа е веројатно делумно точно, меѓутоа она што е важно и не треба да го забораваме дека сепак во последните години се градеше таа приказна на едно општество од страна на актуелната власт, од СДСМ, од ЗАЕВ. И мислам дека тоа постави една основа да се добие ваков голем резултат или ваква голема поддршка од албанците во вториот круг. Мислам дека ВМРО ДПМН со својата политика успеа да го потикне национализмот и да на некој начин ги потикне револтот кај македонските гласачи. Секако тука има и големи... Тоа мислиш на првиот круг? На првиот круг. Секако тука има нормално и голем придонес и дел од политиките од кои што беа разочарани граѓаните од власта. Меѓутоа тоа докажа колку тоа многу чини во вториот круг. Што значи дека таа моноетнички тој пристап каде што не сакаат ексклузивно право над македонските гласови да обезбедат, се покажува дека многу тешко ќе биде одржливо на долг рок, ова што го каже и колегата. И така да мислам дека од тој аспект се покажа дека таа политика сепак не е далеко од погрешна. Мислам дека и Пендаровски и владата генерално беа конзистентни во пораките кон сите етнички заедници. Не само сега во кампањата, туку во периодот во кој нели ни претходеше и така натаму. И тоа на некој начин го ефектуира, односно го извлекува како предобивка на самите избори. Мислам дека тоа е добро за Македонија. Мислам дека апсолутно треба да се продолжи со принципот на однапред коалицирање, па дури можеби на некои други избори, зошто не.
Мислам дека треба да се напушти тезата дека треба да се делат граѓаните Да. етнички. И тоа, мислам, во крајна линија тоа е здраво во насоката во која што се развиваме како земја. И така треба да биде. Така да тој аспект ова мислам дека е добар резултат. Господин Спасов, уште малку ќе се задржам на вас. Во обраќањето лидерот на ВМРО рече дека картата е црвена и дека победиле со уште поголема разлика. Колку резултатите од председателските избори можат да се пресликаат на парламентарните избори? Не мислам дека може така целосно се пресликаат. Јас уште во првиот круг кажав, па што седевме тука, дека тој триумфализам на ВМРО ДПМН е исилен. Прво, видете дека и во Охрид, и во Ново село имаше локални избори, каде што победија исто така градоначалниците на СДСМ. Во Охрид победи со 3000 гласа кандидатот на СДСМ наспроти Степан Дравска кој изгуби од Силјановска за малку. Што значи дека сега со истата логика можеме да кажеме ако имало локално избори ВМРО немало да освои толку гласови. Но факт е дека ако се споредат гласовите на СДСМ од локалните избори 2017 до овие избори, има значителен пат. И тоа треба сериозно да биде причина за размислување. И не може да биде причина само преспа. И не може да биде причина само преспа, апсолутно. Тоа многу добро го знае, мислам дека владата сега, дека тука имаше низ за други пропусти и грешки кои што во крајна линија и самите ги призна. И меѓутоа дека може да се пресликаат тие резултати веднаш, апсолутно не е точно. Мислам дека тогаш ќе станува збор за нови коалиции, ќе станува збор за нови случувања. Во крајна линија на парламентарни избори минимум излегуваат меѓу 1 милион и 50 илјади гласачи, што сега практично тоа се плюс 200.000 од овие што сега прашање како ќе се распределат. Така да таа теза не држи, но де факто држи теза дека власта има изгубено сериозна поддршка кај дел од македонските средини. И треба да следат сериозни анализи така, после има изгубено многу голема поддршка во Скопје, нешто што ја кажав уште во првиот круг беше изненадувачки, дури во нашите анкети тоа не го гледавме така што тоа и како треба да се анализира и да се види каде може да се коригира. Господин Билали, Дуи и Артем Груби во студиото вечерва рече дека Дуи донеле на контото на Пендаровски околу 100.000 гласа. Негде прочитав дека Ахмети рецитира со 130.000 гласа, може толкав контингент гласови да испорачат? Содржински таа логика не се разликува од тоа што кажуваат во ВМРО, кој добил гласов на чиј дел. Мислам, не треба и не заслужува да се коментира. Ние мора да разговараме како земја која пред прагот на започнување на преговорите за Европска Унија да се фокусираме врз елементарни такви стандарди со логиката која функционира кај ВМРО да се действува и кај другиот дел што е дел од вас, мислам не содействува. Реално, значи, е позитивно тоа што во еден чувствителен момент опцијата, значи, проевропска опција, про-НАТО, ЕУ и НАТО, да. Опцијата практично продолжува да функционира. Оти, замислете да се случуваше спротивното. Например, да имаме победник не поради опозицијата, победник кој реално се коси диаметрално со основната ориентација, со стратешка ориентација на државата. И мислам дека се ќе закочеше, ќе навлегуваме во турбулентни времиња и ситуации, значи во криза ќе влеговме и не сум сигурен дека ќе беа спаси некакви предвремен парламентарни избори и многу што ќе значи загуба на времето, можеби 5 години, можеби повеќе. Ние видовме дека кога беше едно време ВМРО и Груевски поценет, дека многу брзо ќе заврши кариерата како политичар, тој напротив, значи, владел колку 12 или 13 години и тоа сепак да не беа организирано општеството, граѓанското, веројатно ќе продолжи понатаму. Но како и да е, мислам дека сепак сите добие некаква лекција од овие избори. Прво, ВМРО дефинитивно би требал, ако владе основна интелигенција таму во нивната организација, значи да расчисти со тоа каде гласови се добиени од кого и така натаму. Затоа што
По таа логика, таа ги догура политичките партии на власта и во иднина да направат некоја поширока коалиција и за парламентарни избори и така натаму. И што е најлошо? Значи, еден дел од населението, во моментот албанците, ги исклучуваат од можниот природен избор, за да се определат за добро здравство, добро образование, добра култура и така натаму, добра економија, но мора поради X причини генерално да гласа за една опција. Значи, тоа е штетно и за демократијата. Така е. Прашањето тројцата, кој сака може да одговори. На социјалните мрежи веќе почна да се врти една теза дека Пендаровски е избран со најмал легитимитет. Пред почетокот на нашиот дел јас успеав да извадам некои бројки, па ако ми дозволите накратко. Во 1994 година Глигоров победи во првиот круг со 715.000 гласови. 99-та Борис Трајковски со 582.808, 2004-та Црвенковски со 550.317 гласови, 2009-та Ѓорѓи Иванов со 453.616, 2014 со 534.910 и сега 2019 Пендаровски доби од изброените гласови 433.723 гласа. Тоа исто колку и Ѓорѓи Иванов Да, речи си исто колку и некаков тезата, коментар. прво, а јас само кратко математички. Значи, од 2004 сме немале председателски избори во втор круг, без при тоа да има и други избори со него. Значи, прво, таа теза не држи. Чим излезна Биле комбинирани или со локални или со парламентарни. Комбинираните избори предизвикуваат поголема излезност и тоа е една од причините што ето и резултат. 400, колку е 33.000 гласови, воопшто не е мал резултат за да се каже дека нема тука легитимност. Напротив, мислам дека 46% излезност која што беше во вториот круг е сосема солидна излезност за председателски избори и сосема солидна разлика во победата од плюс 60.000 гласови што апсолутно дава целосен легитимитет. Според мене Пендаровски има најголем легитимитет од сите досегашни председатели, затоа што првпат имаме поддршка од почеток. Значи не заеднички кандидат од почеток. Поддршка од пазар, што вториот круг обично се прават пазари, нели? Тој што изгубил и кај добро, еве ја изгубив, сега ќе ти дам ово, оно, не знам што. Ова беше значи поддршка од старт. И тоа ако не е тоа легитимитет, ја не знам што треба да биде. Бројките самите за себе се друга работа, еве. Ова е еден легитимен аргумент дека овие беа чисти избори без други, што влие. И ако гледаме 2009 и 2019, каде што 2009 имавме и локални, ако не се лажам. Локални, да. Значи ова е релативно поголема бројка, иако е за 20.000 помала. И прашањето колку има вториот кандидат, значи колка бе излезност и така натаму. Да, да кажеме 2009-та Љубомир Фрчковски имал 264.128. И едино добро имавме ние имавме и опозиција, да речеме, не беше чисто дека сите македонски партии беа со Гордана Силјановска, туку имаше, нели, имавме и трет кандидат во првиот круг и тука имаше малку шаренило, да речеме, во понудата на кандидати, но во вториот круг за мене единствена штета е што албанската опозиција не се придружи одлучно, да речеме, јасно во поддршката. Имавме една изјава од господинот Река. Господинот Река, да, но партиите цело време калкулира дали кога да кажат, дали да кажат денеска, утре да држиме седници. Тоа мислам дека е штета што бидејќи и во кампањата беше јасно дека и политиката, односно понудата на господин Река и на Пендаровски беа многу слични, ако не исти, да не кажем. Така да резимирам, мислам дека легитимитетот не може да се
во нашиот случај зборам, да се мери според бројот на гласовите, туку и според поддршката, бидејќи тој председател треба да биде човекот што ги обединува граѓаните, бидејќи според нашиот устав председател нема некоја, иако он има извршна власт, одредена извршна власт, он нема некоја голема власт, меѓутоа он е сепак фигурата која што треба да ги соедини граѓаните, барем како фигура, но во одредени ситуации каде што имаме спорови меѓу политичките блокови, он може да биде како трети. Ја се надам дека Пендаровски ќе може тоа да го направи, дека нема да биде гледан како кандидат на СДСМ само, туку дека ќе биде гледан како председател на сите граѓани. На поширок и на сите граѓани, да. И верувам дека он ќе успее да се дистанцира од СДСМ, дека он е кандидат на СДСМ, нели, и тоа не може да се избегне, меѓутоа кога ќе стане ефективно председател, се надам дека ќе направи дистанца и дека на тој начин ќе може да ја одига својата улога на подобар начин. Па да го дообјасне поимот легитимитет. Значи, поимот легитимитет значи норма, правни правила кои се однесат на процедури и содржински прашања и додека се исполнува квантитумот на тие норми како процедура и како содржина, тогаш значи легитимитет или постои или не постои. Не може да имате мал легитимитет или голем легитимитет. Или го имате или го немате. И например, ево, земете ги локалните избори на втор круг, значи градоначалник може да стане човек и со 3 гласа, нели? Најмногу гласаше. Предпоставуваме дека луѓето масовно не се заинтересираат да излезе. Едниот добил 1 глас, другиот 2 гласа и станува градоначалник. И то со полн легитимитет. Друго е политичкиот кредибилитет. Тоа се е друго прашање кое повеќе има политичка димензија и напротив, кај нас и сегментот на политичкиот кредибилитет значи се зголемува од причина што сепак значи според една волја без полнена кутии што во минато реално и тие и се случија, сега самоволно граѓаните излегуваат без оглед на националност, си дават глас како тие мислат. Значи и политичкиот кредибилитет е присутен и не може да се оспори. Така што ја мислам дека опозицијата сегаш има легитимно право да каже се и се што и губитникот обично во балкански услови никогаш нема да честита и да го признае поразот, секогаш ќе се поето видовме. Гласови се украдени, не знам, носени контингенти. Тоа е стандард кој луѓето се навикна и јас посакувам што побрзо тоа да се заборави на честен начин победник, овој губетникот да отиде да му честита и завршува да се спрема за наредни избори и да победи на нормален начин. Може ли да се случи и со овој председател како со претходните да му се оспорува неговиот легитимитет и да се нарекува граѓанинот или лицето? Мене вечер во мене ми падна у очи, викаше Стево. Може да, ја мислам дека може Стева, да. Че се зачудевме ако се случи нормално. Значи, кај нас не се навика ненормалното и веројатно нешто ќе смислат и легитимитетот ќе се оспори и така. И тоа е нормално, ќе треба многу време да се навикнеме дека треба да биде многу поиначе. Пасов, сакам да те прашам, дали се согласуваш дека тесниот резултат од првиот круг помеѓу ВМРО и СДСМ влијаеше ВМРО до крај да ја трча трката за председател? Оти нели имаше спекулации дека првиот круг ќе одат, па после ќе бойкотираат, но до крај ја одигра оваа трка. Веројатно да. Беше прашање што ќе се случеше доколку оваа разлика што имавме во вториот круг и имавме во првиот круг, да речеме. Меѓутоа не знам колку влијаеше ВМРО да трчи или нема, влијаеше дефинитивно да се зголеми излезноста во вториот круг, бидејќи тесните избори ја поттикна мобилизацијата генерално кај сите партии. Колку беа мобилизирани или се запали
аларм отика и неопределените. Но мислам дека не сум уште сигурен дека премногу неопределени се мобилизира, да бидам искрен. Мислам дека кај албанците да, меѓутоа во македонскиот кампус мислам дека не нешто премногу, не она што можеме да што сме знаеле да го гледаме и во 2017 и 2016, далеко од тоа. Меѓутоа успеа да ги мобилизира партиите дополнително изод од можеби од своите или оние кои што инклинираат према нив гласачи да излезат малку повеќе. Од таму и тој зголема излезо за тие 5%. Јас искрено се изненадив многу од излезноста кај албанците. Значи, ќе потпишев 85.000-90.000 излезени албански гласачи во вториот круг пред изборите и сум искрено многу позитивно изненаден од тоа. И не мислам дека тоа е резултат само на вадење на гласачи од страна на ДУИ. Мислам дека се створи една атмосфера дека треба да се излезе, да се гласи, да се поддржи. Тоа посебно ме радува. Како го коментирате тоа што има релативно мала излезност во шуторизери, да речеме? Не знам, мислам дека шуторизери има своја динамика на различна малку на функционирање, генерално на гласање. Мислам дека во изминатите години беше таа општина многу злоупотребувана со различни методи кои што сега отсуствуваа на овие избори. И можеби тоа е една од причините за која што имаше таму ниска излезност, немаше притисоци, немаше подкупи де факто од она што можевме да го видиме. И не само таму, и мислам дека има голем дел и од другите општини низ Македонија кои што функционираат со такви динамики кои што сега ги нема и таму може да се види пониска мобилизација. Навистина мислам дека и во голема мера за ниската излезност придонесува и немањето на не злоупотребата на прво државните ресурси во кампањата, и второ реален подкуп на гласачи. Тоа е една од причините за кои што можевме да видиме дека при присилување на гласачите реално излезноста може да е помало, меѓутоа тоа е позитивно. Во крајна линија сметам дека едноставно мислам дека ако е тоа вистинската причина тоа што е окей, значи дел од луѓето едноставно не нашле причина да излезат за гласање или немале соодветна понуда и решиле да останат дом. Ќе видиме како ваквата промена или ваквото да речеме на тамошно водење на кампањи ќе влие, дали тоа ќе се задржи како тренд. Така што не го сметам тоа за негативно, ако е реалната причина ова што го зборувам. Така да сума сумаром мислам дека изборите беа одлични, реално и стварно се радувам дека видовме некои тоа сакав и Мехмети да го прашам. Да, во првиот круг сите оценки беа дека скандинавски биле изборите, безпрекорни, со ситни некои нерегуларности, но што не влијаат на резултатот. Дали овој вториот круг ќе добие такви оценки? Еве гледаме дека ВМРО ДПМН има приговори, но да изборува за изборен инженеринг. Инженеринг, нерегуларности, но тоа треба да го подкрепи со докази. Мислам дека не е убаво така да се диаметрално спротивни да бидат ставовите за истиот процес. Не може за две или од дена све да се промени од скандинавски, бидејќи ВМРО минатиот пат кажа дека се скандинавски, дека биле сите и опсе одихара и да. Опсе веројатно мислам веројатно ќе видиме што ќе кажат утре. Не, зборувам за првиот круг. Да, за првиот круг сите рекоа и они и се одеднаш ако губиш да кажеш дека имало репресии, не знам што. Носење, полнење кутии. Тоа не е добро, исто како што не е добро ова што со именувањето на сателите со како беше граѓанинот или со име. Тие работи стварно треба да се остават, да се избришат од вокабуларот на политичките партии. Тотално несериозно таков однос. И не беше убаво ни тоа СДС го правеше во минатото со ВМРО-ските представители и дуи минатиот мандат кога сам се заплетка во замката со бојкотот, па после мораше да комуницира со тој истиот представител кога го спорува. Тоа има негативни последици. Видовме дека не може амбасадори да се именуваат и законите не беа потпишувани такви работи. И таквата пракса треба да се избрише. И мислам дека и ние како јавност треба да извршиме колку што е можно повеќе притисок на политичките партии да ги одвикнеме од овие манипулаторски изливи, бидејќи поразот е пораз. Да. Ако е и за еден глас, треба да се свати. Ние видовме во Истанбул од 10 милиона гласа, 20.000 беше разлика и си призна
Ама Ердоган И пак власта. бара прегласување. Да, но призна на крај дека Да. Океј, да бара прегласување, нека бара и ВМРО, не е проблем тоа. Ама да каже дека имало вакви такви манипулации, притисоци, а никој не видел такво нешто. И одеднаш мислам дека е несериозно и не е добро. И оти они ќе дојдат во иста ситуација да организираат избори веројатно Тоа е некогаш некој, да. и таа не е добра пракса како држава, значи они сепак се или би требало да бидат државници, не само да ги гледат политички Партиските. интереси за еден изборен круг, туку треба да мислат малку пошироко. Билјали кои се предизвиците што ги чекаат, што го чекаат новиот претседател? Па мислам генерално тој е дел од севкупните институции во држава, значи тој Најголем предизвик е извршува- што ќе се пресели во вилата на Водно. Тој- А тој сите е- други тој е предизвици прво- повеќе се на владата. Прво, за разлика од кандидат на ВМРО, која веројатно немаше да се пресели, бар така кажа, ќе му биде удобно, но не знам дали и фотелът ќе му биде многу удобно, и ние се наоѓаме, значи, во некако секогаш како држава мала, со толкав капацитет и внатрешни односи, секогаш во некаков политички предизвик. Ето и наспроти сите тие енергии потрошени околу решавање на проблемите со соседите, со Бугарија, со Грција и така натаму, и сепак значи се праќат пораки кои се првенствено поради внатрешно политички потреби на државите, важни држави членки на Европската унија, дека ќе видиме дали за преговорите ќе отидеме сега или понатаму, но мислам дека повеќе играе поврзан со изборите на во Европскиот парламент и претпоставувам дека такво пожртвување наспроти некакво стагнирање во севкупните односи во државата, мислам дека влогот е голем тука. Тоа што е решавани порака и кај другите држави во регионот, значи првенство Косово, Босна и Србија, ако тоа не се наградува, тешко дека ќе побарате, значи во такви тешки акции да влезат државите во регионот, како што е Србија и Косово, па и Босна. Мислам дека ќе се добие мислам одлука за започнување на преговори, можеби со некаква клаузула посебна само за да се сочува образот на луѓето кои цело време изгледа кочато на тој план. И тоа е многу важно, значи во иднина што велите, каде е председател, дали ќе успееме да се справиме со преговорите кога практички разговараме или ќе преговараме со сите држави членки паралелно со институциите на Европската унија, и тука ни треба огромен професионален капацитет што не сум сигурен дека вака какви што сме го имаме. Па Дамјан Манчевски призна дека немаме баш. И тоа и беше и признат. И на крај да кажам дека сепак сите добие некаква порака од овие избори. Значи, опозицијата добија конечно, по кој знае кој пат, порака дека треба да престане да го експлоатира национализмот за дневно политички потреби. Но и во опозицијата албанска. Например, Села заигра исто на националната карта. Национал романтизам и мислам дека и тие сфатија дека тоа веќе не е карта која се продава. Кандидатот луѓето барат играше на ЕУ и НАТО, вработувања. Алијансата почна сосема различно од неговата Ја кампањата. мислам дека и го анализиравме негде и со бројки, тоа го докаже пред месец дена на една анализа и претпоставувам дека конечно и овие избори и нив ќе ги освестат. Значи, кај ВМРО треба да престанат кобурињата и камите да ги и клекне на колена да ме убивате ако ги преварам. А се само ароганцијата. Да. И кај СДСМ, значи самообедисувањето, игнорирањето на важни кадрови кои може да бидат потребни затоа што не членови на партија. Ја мислам дека паметна партија треба да ги експлоатира до крај тие токму тие кадри кои не се членови на политичка партија, затоа што тие ќе сакат да се докажат со сеот капацитет и кредибилитет и знаење наспроти политичарите кои имат моќ, имат
и позадина, имаат и логистика и од нив не може да барате многу работа. Таа логика треба конечно да се смени. Мислам дека овие избори докажа дека многу што е ветено и не е направен. Ако не се прави во едина, најверојатно ќе се наплати уште поголема цена. Јас очекувам искрено од луѓе да сватат кои Да се опаметат. Да сватат дека треба многу поинаку, Спасов. дека граѓанинот е патронот, а власта е само аргатот или слугата и како сака, кој треба да ја завршува. Веруваш ли, Спасов, дека СДСМ кој ќе си направи анализа, ќе извлече заклучок дека ќе треба да го промени стилот да им се доближува на граѓаните, а не да продава ароганција? И дополнување, дали верувате дека ќе заигра на вистина метлата у СДСМ? Јас се надевам, и за двете искрено се надевам. СДСМ имаше многу силна порака, особено во првиот круг, и во вториот од граѓаните. Мислам дека го доби последниот жолт картон пред да направи темелни реформи. Не мислам дека само кадровски станува збор за промени, станува збор една реформа на менталитетот и начинот на владење што треба да го спроведе. Значи, кадрите се оние кои што се, меѓутоа тие исто треба да бидат управувани, контролирани и насочувани така за да ја водат работата. Македонија е мала земја, луѓето се тие, замената на кадрите нема да значи ништо, ако не значи и комплетно пристапот и работењето и комуникацијата и сето тоа. Мислам дека имаше доста грешки во периодот кој што ги направи грото од луѓето помисла дека се исти, како би мора да промени, ќе биде голем предизвик да докажат дека вистински не се исти, а тоа ќе значи промена на начинот на владење, промена на пристапот кој што го имале и да ја напуштат оној имидж на она што го спомна Билјалија, тоа е дека се самобендисани, дека се дистанцирани од народот. Значи, тоа е клучната перцепција која што е негативна во врска со СДСМ и функционерите на власта, која што ќе мора да ја променат. И тоа не е лесно, тоа е менување на ДНК-та на партијата практично, која што ќе треба да почне од горе од врвот, од премиерот па надолу. И тоа е вистински предизвик, меѓутоа доаѓа во право време бидејќи има уште една година и пол до следните избори, период кој што сериозно може да е доволен за да се направат ако вистински има желба за реформи. А тоа значи дека ако тоа се не го докажат во овој период, дека на следните избори ќе имаат многу сериозен проблем. И мислам дека се надевам дека е свесно и раководството на партијата и генерално сите оние кои што се околу нив и дека час поскоро ќе почнат со тоа. Значи, ако не ја земете метлата, ќе се качите. И ќе одлетате. Што мислиш? Пирова ли е победата на СДСМ вечер? На заедничкиот кандидат бе? Али генерално СДСМ? Ја разбирам дека постои одреден скептицизам околу мотивите на победниците и така натаму. Меѓутоа, јас го гледам од друг аспект, значи не од аспект на партиските калкулации, колку придонел, кој колку трчал, кој колку бедувал, туку како граѓаните реагираат. Бидејќи јас сум, можеби звучи утописки, но јас мислам дека граѓаните стануваат све позрели политички и тоа ја го гледам на секој чекор со така наречени обични луѓе. Демократијата е процес, се учи, не може преку ноќ. Со обични луѓе, некојаш било каде леви на пазар, продавница, луѓе ме препознаваат и почнува да правиме муавет и гледам дека ги разбират работи извонредно. Многу подобро од голем број на аналитичари и луѓе кои што влијаат во јавноста. Мислам дека тука треба да се гледа резултатот на вече денешните избори и од тој аспект, од таа гледна точка мислам дека не е пирова, бидејќи граѓаните покажа и на 2016 и 2017 и сега покажа дека они знаат да проценат и да испраќаат пораки, што сакаат да видат, а не дека партиите се толку моćни дека они како ќе кажат така и ќе биде. Па дури и тие што ги критикува се повикуваат на тоа дека не влијаат на граѓаните, влијаат. Се трудат да влијаат, барем би сакале да влијаат. Прашањето колку, но суштината е дека тоа влијание не е толку големо колку што мислат партиите. И од тој аспект јас гледам ова победа на Пендаровски не
само поради Пендаровски, туку како еден нов процес на зближување на граѓаните по етничко основа, бидејќи сепак е тоа се уште присутен проблем. И на ваков начин мислам дека се праќа пораки и до политичките партии да не се користи национализмот. И од тој аспект не го гледам како пирова победа, туку гледам како победа, бидејќи да победиш со мултиетничка политика не е така едноставно. Со националистичка политика е многу полесно. Од режијата ми јавуваат дека колегата Борјан Јовановски има снимено интервју со лидерот на СДСМ. Не, да го изгледаме заедно. Тоа е кусо 3-минутно. Да го изгледаме заедно. Уште еднав заедно. 3-минутен разговор, па ќе се објавиме Можеме сега. 30 минути пресконференција да издржиме, ќе... Во споредба со тоа е Се многу надам не е кратко, толку долго. да погледнам. Премиере, каква е вашата анализа по овој изборен резултат? Прво, анализата ме потикнува да мислам како да продолжиме напред со уште по големи чекори. Не мораме и можеме да му покажеме на нашиот народ вредности кои што се вредни за нивната храброст пред донесувањето на ваквите одлуки кои што за нас значат охрабрување како политичари. Тоа значи да продолжи процесот на реформи, мораме да создадеме здраво општество каде што ќе владае правото и сите вредности на кои што се стремиме да ги имаме како идна членка на НАТО и идна членка на Европската унија. Втората порака е дека мораме да правиме промени внатре. Голем дел од функционерите не ги исполнија задачите. Граѓаните прецизно и многу внимателно ни испратија пораката. Тоа значи за мене брзи промени внатре во владата, во одредени јавни институции, заради тоа што мораме да ги исправиме тие слабости на нашиот административен систем, за да можеме уште поуспешно да излегуваме во пресрет на барањата на граѓаните, но и да ги спроведеме реформите и пред се економскиот стандард брзо мораме да го враќаме. Третиот дел е уште еднаш порака на помирување. Општеството ни е се уште поделено. Јас овие скандинавски, европски избори кои што ги спроведовме, буквално се гордост моја заради демократската зрелост на на нашиот народ. И сето тоа уште еднаш ме потикнува да соработувам со опонентите, да соработувам со коалиционите партнери, но да соработувам со сите граѓани, за да можеме да покажеме уште поголеми успеси. Тоа е патот кој што предстои пред нас и јас верувам дека ќе бидеме уште поуспешни, заради тоа што сега сме и поучени од овој изборен процес. Дали имавте контакт телефонски со лидерот на опозицијата Христијан Мицковски, дали разменивте нешто и како следате понатаму? Мислите ли дека оваа промена во функцијата председател и оваа победа која вашиот кандидат ја освои ќе може да подотвори некаква нова врата, некакви нови можности за да се врати политичкиот диалог во кондиција каква што доликува на демократска држава? Ако се стремиме кон Европа и треба да бидеме европејци, треба да го практикуваме диалогот. На кој пат е тоа тешко, поприлично незгодно, но мораме. Затоа што ако ни е тешко, ќе дојдат други луѓе кои што нема да им е тешко и тоа мораме да го практикуваме. Знаејќи го карактерот на председателот Пендаровски, знам дека верува во тие вредности и верува во брзиот успех на нашата земја. А брзиот успех, меѓу другото, може да биде подпомогнат со отворен диалог, меѓусебно разбирање, заеднички отстапки помеѓу нас, но никако не на штета на интересот на граѓаните. Јас верувам дека тој ќе може да модерира со сите политички чинители во државата, ќе знае добро да не искритикува кога не чиниме, ама ќе знае да не пофали кога ќе правиме ваквите чекори на големина заради граѓаните, заради нашата земја. Со лидерот на опозицијата, господинот Мицковски, се уште додека го давам интервјуто, не сум се слушнал, но веројатно ти имат се уште и пресконференции и слично. Ние имаме отворен диалог, имаме отворен разговор, верувам дека многу брзо, скоро веднаш, ќе почнеме да ги додоговориме процесите за јавно-обвинителски систем на нашата земја, заради тоа што уште тоа прашање не е затворено. Во текот на кампањата се направи одреден исчекор помеѓу двете земји за едно многу суштествено прашање, а тоа е едината на предметите. Тоа значи дека јавните обвинители, судиите ќе одлучуваат за едината на предметите, не ние политичарите, па дури не ни законите преку парламентот. Тоа е многу важно. Има ли доближување на меѓу вас и ВМРО ДПМН во однос на новиот закон за јавното обвинителство? За мене тоа е доближување. Секако тоа ти јавно го кажа, се уште
нема писмена потврда на ваквите ставови или барем на работни групи, но не се ни случиле заради тоа што чекавме да завршат изборите, верувам дека се случат, заради тоа што јавниот збор на политичарот и од Мицковски јас го потврдив дека е тоа, дека сме блиску, верувам дека така ќе биде потврдено. Тоа беше едно од најсуштествените отворени прашања за различните стојалишта или гледиште на двете условно да ги кажам страни. Верувам дека за другите прашања ќе го изнајдеме решението. Премиере, заврши кампањата, заврши изборите, што е за вас од утре приоритет во владата, но ве прашаме во партијата, бидејќи победата се славеше, но и сами забележавте еден горчив вкус поради поразот на многу општини во кои некој победувавте. Прво, си ја знамо врската и нема да е лесна. Ќе треба да правам прво промени во мојата политичка партија, заради тоа што тоа е основата на репрезентството или представништвото во владата. Прво ќе тргнеме од тука, во дел од општинските организации, дел во централните органи на партијата. Веднаш по тоа, сето тоа мора брзо да се случува во јавните институции, јавните предпријатија, акционерски друштва и сите други државни институции кои што постојат и владата на крајот, заради тоа што реконструкција и реформи мора да се направат. После 2 години време е да направиме еден пресек, каде се тоа слаби карики, каде да ги појачаме добрите карики, за да можеме со желба уште посилно, уште поенергично да покажеме дома резултати. Нема дилеми, гледам и кај опозицијата, дури нема дилеми дека сме успешни надвор. Граѓаните тоа го потврдија и дадоа убав ветар во грб. Ама измеѓу ја испратија пораката. Коригирајте се дома, заради тоа што следниот пат нема да ви прогледаме низ прсти. Тоа е пораката која што ја добив. Промените ќе бидат искрено направени со максимално можно тоа што имаме како понуда на професионалци, за да можат навистина да им служат добро и на граѓаните и на државата. Премиере, благодарам. Благодарам и на вас. Ацо? Па еве, полноќ помина и ние и гостите се заморени, и верувам и гледачите веќе се заморени. Веќе 5 Основната часа. информација ја има дека избран нов председател. Денеска, не беше само И во граѓаните градот. ја имаат основната информација дека има нов председател, дека е успешен завршен процесот за избор на овие председателски избори. Мене ми останува, ако немате што да кажете, да ви се заблагодарам на И за учеството и за трпението. И за трпението. Ви благодарим. А вам, почитувани гледачи, ви благодариме за вниманието со кое што не следевте. Имајте убава вечер.